Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на општина Битола на 17.5.2023 година среда во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Програма за измена и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година. Дневниот ред го главам на гласање. Кој е за? Едногласно. Имаме представник од општина. Повелете, произнесете се за точката. Вршиме измени и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година. Под број 1 се врши измена на програмата за 2023 година и тоа во табела прилог број 1 во која се додава една нова ставка, а прилог број 2 нема измени. Прилогот број 1 подреден број 90 се додава нов проект за реконструкција на тротоари на дел од улица Васко Карангелевски од кружен тек Педагошка до кружен тек Веро. Тоа ќе биде само десна страна. Дел од улица Партизанска, горе од спој со улица Тодор Паница, до спој со градско шеталиште со должина од 5300 метри должини. Од ставката 78, изработка на сообраќајна студија за потребите на ГУП, парите се обезбедуваат од таа ставка, значи од 8.833.000 станува 8.270.140.000. Зошто така? Сметаме зошто се земени од ова, пренаменети од ова ставка, бидејќи за изработка на сообраќајната студија за потребите на ГУПот беше одржан во просториите на општина Битола технички диалог, на кој се отвори дискусија преку делението за јавни набавки и очекуваме дека цената ќе се намали. Значи, од тие пари се префрлуваат за оваа нова ставка, која што се воведува како број 90. Зошто е оваа точка? Значи, ова е градежен проект, целта на на овие измени што ги работиме, за да може да се имплементира сообраќајниот основен сообраќајен проект, за кој што имаме согласност од ЦВР, и да биде извршено овој проект што се спомнува повеќе време, значи мора да се извршен градежен конструктивен проект. Значи не може да биде извршено обележување на онаква очајна состојба како што моментално ни се тротоарите. Се работи, конкретно ќе ви кажам точно. Проектот веќе е изработен, е при крај. Почнува од кружниот тек кај Веро, десна страна, од десната страна, значи ова ќе биде дел од овој голем сообраќајен проект што ни е одобрен од СВР. Оди до кружниот тек кај Веро, тоа е десна страна. Сите потребни захвати кои што ќе треба да се извршат за да се имплементира, ќе биде обележан, да речам, од кога ќе се изведе, од кога ќе се реконструира, ќе се обележи метар велосипедски патеки и 2 метра ќе останат пешачки патеки. Тој проект е готов и изведен, тоа е, да речам, еден дел од проектот. Другиот моментално активно се работи, е во крајна фаза, при крај, да речам, го изработува нашето јавно предпријатие и почнува горе на улица Партизанска, се однесува за дел улица Партизанска. Таа ќе биде офатена почнувајќи од горе, секаде кога што имаше можност, значи во оваа фаза, како прва фаза, да речем, од изведба на овој голем проект, ќе биде извршено. Тоа почнува од спој со Тодор Паница со Партизанска, тоа е под Меди долу, тоа Орбис или Меди како се викаше, Орбис мислам. Тодор Паница има спој со улица Партизанска, таму има можност, почнува до кружен тек Веро, тоа е околу 400 метри, само десна страна. Надолу, почнувајќи од кружниот тек и лева и десна страна по 2 километри, секаде кога што ќе има пречки, се ќе биде отстрането, ќе се тера до шеталиште. Значи, вкупната должина на проектот е 5300, околу 5300, 5280, заокруживме на 5300 метри должни. Значи, мислам дека е една убава бројка,
што заслужува внимание и што долго време ова го чекаме и се прават сите напори за да се направи тој градежен проект, да се асфалтира, па за да може врз така изведениот градежен проект на кој претходно треба да добиеме одобрение како проект за реконструкција преку нашето одделение тука и откако ќе го добиеме одобрението проект за реконструкција на тротоари, врз основа на тој проект го продаваме во комунално и ќе се бележи врз основа на веќе постоечкиот сообраќајен проект за кој што имаме од СВР одобрение. Значи тој е како еден дел од тој голем проект кој што сте вика, сигурно сте го виделе, основен со мада може да има некои недостатоци, меѓутоа се надеваме дека и со градежњу и со интервенции на општина дека овој како ваков поставен во ова должина ќе биде спроведен. Ако имате некои прашања, неясноти, Благодарам. Појаснам, ова е вака што знам. Јас имам прашање. Благодарам. Повелете. Ќе отворам дискусија, повелете. Имам неколку прашања и ќе ви ги поставувам едно по едно за да не се спониме. Прво ме интересира која е итноста во рок од 3 дена ние да донесеме ваква одлука, бидејќи ја свикуваме вонредна седница на која имаме ваква точка. Што вие треба да направите во овие 2 дена или до утре? Јас како представник од одделението за економски развој моментално го заменувам раководителот кој е отсутен. Добив информација дека да треба да ја одбранам оваа точка што ја работиме ни интензивно веќе да речам подолго време. Добро, ќе преформулирам. Дали имате некој рок кој мора да го исполните до 18 или 19 мај и да треба да поднесете било какви документи негде во некоја институција до 18 или до 19 мај? Некоја информација конкретно. Во ред. Второто прашање ми е, рековте, имавте технички диалог, меѓу кој? Општина Битола и кој? Јас не бев лично присутна, се одвиваше преку одделението за јавни набавки. Од нашето одделение беше колегата Митра Танасовски, се одржа на 3-ти кат и Славица Димитровска како председател, горе на 3-ти спрат и него знам дека беа двајца понудувачи, тоа е со законот за јавни набавки, технички факултет и уште една фирма беше Андон, го познавам како колега и како со што работуваме, не знам фирмата како му се вика, значи Тоа е истата фирма што имаше претходно изработено сообраќајна студија за централно градско подрачје? Да, мислам дека истата, не ме држете дали пред истата фирма, мислам дека Андон Петровски сообраќајан, значи две, и од тој технички диалог, значи не бев лично присутна, се очекува дека тоа било постапка преку јавни набавки, а сега ќе оди и тендерирање исто преку одделението за јавни набавки. Благодарам. И од таа ставка се пренапенија пари, мораше значи да се земи од негде, да се стават пари, беше се очекува таа ставка да се намали, се префрлени за овај проект. Добро, следното прашање ми е од кога е сообраќајниот проект? Од која година? Сообраќајниот проект ја го пред мене насловна страна. До СВР што беше доставен. 2014 година. Значи зборуваме за проектот 2014. Да, основен сообраќајен за ведување веловелосипедски подрачји во централно градско подрачје во Битола. Добро. Следно прашање ми е уште колку одобренија ви требат за реконструкција? Какви одобренија ви требат? Имате сообраќајно, друго што одобрение? Вака, за да може ова да се изведи, мислам е многу непредметно да се изведува на нешто што е катастрофална состојба, да речам, на тие тротоари како што сега. Значи мора да има градежно конструктивен. И јас најдов доста записници, меѓутоа во овај период, да речам, уназад не беше изведен таков зафат градежен конструктивен за да може да се бележи. Сега се створија услови, се изработи таков проект, мораше да се изработи за да се бележи. Значи не можеше овој да се спроведи без изработен градежен конструктивен проект. Добро. Следно прашање ми е, ги спомнавте само тротоарите, меѓутоа спомнавте дел на Партизанска, каде имаме пропадната улица и која има проблем со водата. На неколку пати прашавме што се случува на таа улица. Мене ме интересира со тој проект дали е предвидено дека може би утре кога ќе се обележат тие патеки или кога ќе се направат, дека тој проблем кој го има на улицата нема да биде и на тротоарите. Дали имате во план, дали има општината во план прво да го реконструира, да ја реконструира улицата или не знам, да побара одговорност од тој кој што ја градел, или
ќе се остави улицата така, само ќе се работи на тротоарите. Значи, проектната документација, како што е наведено во точка 19, се однесува конкретно за реконструкција на тротоарите и на Врско-Карангелевска и на Партизанска. Меѓутоа, составен дел на проектот е обезбедување на подземни инсталации од сите јавни институции, меѓу кои и водовод и нискоградба. Кај што се изјаснуваат тие, моментално, водоводот и канализацијата не се најдува кај тротоарите, по тротоарите, значи се најдува во зелениот појас. Меѓутоа, за сепак да не дојде некои проблеми од и тие од зелениот појас, може би одат со прекопи преку тротоарите, да не дојде до проблеми, уште еднаш ќе се координираме, повикани се од комунално деление, преку Маријана, ќе се повикаат од водовод, од нискоградба и комуналец, уште еднаш да се провериме да не дојде до некакви проблеми со палнење на визби, иако не е предмет со овој проект, само исклучиво е, значи, тротоарите. И последното прашање, според одделението за економски развој, дали може да ми кажете краен рок за реализација на сите овие 5300 метри, кои што ги кажавте, краен рок кога би било завршено? Како одделение до одобрение за градба, мислите? Јас мислам и до одобрение за градба и до крајна реализација, значи зборам кога ние ќе ги видиме тие во градот. Значи вака, одобрението за градба спрема мене, од кога ќе се достави проектот, немам никакви пречки, веднаш го доставувам во одделението за се е обезбедено, сета потребна друга документација, значи да го доработи јавното предпријатие и веднаш аплицирам преку системот е одобрение. Ајде да не може неблагодарно да шпекулирам, ама мислам дека за многу скоро, да не речам за месец, да речам, може многу е, и побрзо би имале одобрение кое ќе го слезиме во одделението за комунално. Сега, понатаму не е во наши ингеренци, може би сепак раководителот Маријана во координација, пошто проектот со браќање е одобрен, и веќе може да се премени веднаш со бележење. Се која има таа постапка, не сум баш компетентна да ви кажам и во каков рок не можам да шпекулирам. Ќе биде неблагодарно. Може би сепак ова прашање уште еднаш, ако сакате дополнително, можам да ви известам, да разговарам со комунално деление, ако сакате да ви одговориме. Да, ако може да ми одговорите на писмено, кога се очекува реализација. Ви благодарам. Може, и јас ви благодарам. Благодарам. Некој друг дали се јавува? Може. Повелете. На ова последното прашање, како дополнување, малце разбравме, малце не разбравме. Значи, кажавте дека не ве држиме за збор, прилика за месец дена од одделението за економски развој ќе биде завршена вашата обврска, така? Чисто само информативно ме интересира кој ќе го испратите проектот во одделението за јавни комунални дејности. Да, го доставуваме. Потоа следи јавна набавка, така? Да, мислам дека тие се изработуваат. Течат постапките, тие го предават во одделението за јавни набавки, течат јавни набавки. Кој ќе го добие тендерот за да изврши бележење врз основа на тој проект. Готово, јасно ми е, фала. И изгледа ќе има некој рок со тендер. Сепак ќе разговарам со одделението кај Маријана и ќе ви известам на писмено, барем некој приближен рок ако може да ви информираме. Благодарам. Некој друг дали има разбор? Гаврил. Јас само ќе ве замолам одговорот на прашањето на претседателката да биде проследен и до мене, верувам и до другите советници ја сакат, така да до сите ќе биде. Да, до сите. Во ред, до сите. Повелете, Корлевски. За еден месец ќе го завршите проектот за Васко-Карангелевски или за се за Партизанска? И Партизанска. Тој оди како една целина цела. Јас се кажам, Сите 5,5 километри. За сите 5,300, да. Так. Вршо ќе ги градите тие? Како мислите врз? Реконструкција, значи проектот се вика, не ве разбрав добро прашањето, извинете, проект за реконструкција на тротоари. Значи ќе ги реконструирате тротоарите, Да, така? да. Оти рековте ќе ги цртате. Не, реконструкција. Проектот е за реконструкција на тротоари. Тие постојат, на постојачки тротоари. Вака, Постојачките. пред малку рековте 2 метра ќе биде пешачка зона и 1 метар велосипедска. Не ме разбравте, добро се извинувам, тоа е бележење спрема со браќајниот одобрен проект од 2014, кој е поминат во СВР и на кој
според тогашниот закон и како што е ваков, Така. по консултација со СВР мора да се бележи како што е одобрен. Секој отстапување од овај проект значи дека треба некој друг проект поинаков. Значи ќе се бележи врз веќе сообраќајниот проект. Значи ќе биде 1 метар велосипедска патека и 2 метра пешачка. Имаме Врз 3 метра. Мола? Имаме 3 метра пешачка патека. Постоечкиот тротоар е негде 3 метра. 2,90, 3 метра, може би да има, може 2,90, негде, мислам дека не е толку страшно проектански. Од озгора, од кај Орбис телевизија, 3 метра имаме пешачка ширина, тоа е една коловозна лента, Не е од тротоар. кај Орбис, затоа ви реков имаше проблем, од кај Тодор Паница спој, затоа таму Од кај Тодор Паница. Кај Тодор Паница, да. И по Партизанска надолу имаме 3 метра пешачка патека ширина. Да, да, Добро. да. Добро, имаме 3 метра. Океј. Доколку негде 10 сантими има, мислам дека градежнички не е. Јас зборам за метро дека е помалце. Ќе ви измериме, ќе видиме. Ама вие, дозволете, значи рачунаме дека кај што има пречки ќе бидат отстранети. Пречка ќе биде зелениот појас, ќе влезете во зелениот појас во тревата и во дрвата. Нема да влеземе, значи ќе бараме согласност, значи на тој има потек, например Васко Карангелевски. Има дрва, така? Значи ќе се Има. консултираме. Ќе ги сечите. Ќе видиме, кај ги сечиме, значи за да се изведи тој на таа постоечка, Ќе ги треба- сечите. мора нешто да А се со направи. објектите имате некаков проблем со некои објекти на тој појас? А, Или имаме согласност од сите 5300 метри се да биде отстранет? Значи проблемите се во многу отстранети, да речам. Еве јас живеев кај Симпо, таа будка ја нема, од да почнам како вака како што ми текнуваат работите. Имавме огради, тие се отстранети, не постојат во записниците, стоја некои огради од кај војската што беа, тие не постојат, значи тој проблем е елиминиран. Оградата не постои, меѓутоа земјиштето е приватно. Мола? Земјиштето е приватно. Не, значи имотните листови се извадени, се е на рама. Проблем ни е трафиката горе кај Джеко 2, имотни листови имам и за едните велосипедски и на Партизанска и на Васко Карангелевски на рама стој. Проблем е само кај Джеко и таа треба да биде отстранена. Ама таму има и автобуска станица, ќе ја поместите, не, или како ќе правиме? Значи проектот го работа за Партизанска, го немам видено уште, не ме држете за збор. Го имам само пред мене доставение за Васко Карангелевски. Пред Ќе малку видиме рековте проектански. дека за Партизанска е завршена, значи рековте дека се Не, Васко Карангелевски се изјасна, мислам дека добро кажа. Васко Партизанска не е завршен, него се изработува. Рековте 5,5 километри комплет се завршени сите. Јас ве прашав дали само за Васко Карангелевски прво прашање. Не, ме прашавте вие дали ќе оди под едно одобрение. Значи го чекаме да се доработи за да оди по едно одобрение. Значи таа делница ја чекаме уште. Значи Партизанска. Васко Карангелевски е завршен, Партизанска не е завршен. Да, а ќе оди под едно одобрение како еден проект и едно одобрение. Добро, затоа чекаме. кога ќе биде завршена Партизанска? Епа, еве тоа што ме праша председателката, тоа беше околу према мене, дека со одобрение за месец дена можам За месец дена. Не ме држете така Добро, активно сега, Два меѓутоа нека ви- сметам, ревизија треба да има и да извадам одобрение и да го предадам во комунално. Добро. Еве да речам месец дена. Добро, супер. А каква е финансиската конструкција на проектот? Финансиската конструкција на проектот, значи... За реконструкција на Да, пешачки. за изведбата ме прашувате, така? И реконструкција и бележење си Значи вака, јас направив една рачун, заедно во консултација со градежниот инженер од јавното, колку кошта предмеру, пошто веќе ми е доставен, можам и да ви кажам, кошта 4.904.656 денари, го поделив со бројот на квадрат метри должни и добив цена од 6.403 денари. Тоа е, например, околу 100 евра, 104 евра. 5.300 по 104 евра, значи кај кошта 551.200 минус плюс, не ме држете за збор. 550.000 делница за позамашната од 5.300 метра. Значи 5,5 километри реконструкција 5.300, на На тротоарите ќе кошта Финансиски изведбата 551.200 евра. пола милион евра ќе Да, кошта. Добро. Да, малце е со овие еврата.
Добро, добро, прилика. Си Значи. ги гледам нулите да не сгрешам нешто, се извинувам. Добро. Да. Значи 5300 метра по 100 евра, ако рачунате, е толку. 109 минус плюс ќе видиме предмерот. Значи спрема оној предмерот од Васко Карангелевски го делев со Не, метар оти збораме долго. за 3 метра ширина, оти се случват улици. Буковски ливади, се случва улица Долно Ризари, па од 6 метра иди на 3 метра, на 4 метра. Не, ова се Ова е за 3 метра, збораме 3 метра ширина и 5,5 километри должина. Да, 5,80 Да. или 5,300, така нешто. Окей, и благодарам. Нема проблем. Јас Дали имам некој уште друг? едно прашање. Ке се донесе ова одлука и, како што кажавте, вие немате информација колку зелен појас или дрва или било што влегуваат како пречка. Што откако, ако се донеси ова одлука, дали ние можеме да го спречиме после уништувањето или да бараме измена или било што за тие, и дали можеме да добиеме информација колку зеленило ќе биде уништено? Еве, значи вака, во ова делница што ми ме дајано, што ми е готово. Ми сметаше, не можев да ја гледам затоа, мислам, бев понекултурна. Во ова делница за Васко Карангелевски, пошто проектот е кајмен и го разгледа, значи од Васко Карангелевски, десна страна, од Финџало до Веро, и таму живеам по некоја случајност, ги бројам секој ден, имаме 8 дрва негде таму, 7 или 8 дрва, и ќе сметат, евентуално може да сметат, гледам јас ка тие што те додадените, меѓутоа тоа сето тоа мора да биде отстрането, сметам дека ингеренците се на општина Битола и дека ќе се среди. Е сега, тој проект уште не ми е доставен, детектирани проблеми, овде се дрвата. Тој кој ќе го достават може по-конкретно, меѓутоа ги разгледува. Молам? Искрено не ми е, да. Во пресметките кажано му се напаси, се разговарав со проектантот уште еднаш пред да дојдам на комисија, дека се земени нешто пресметките за корени, за долу, за отстранување нешто, па ќе видиме како ќе оди тоа. Точно многу не можам да ви кажам. Да, повеќе. Сепак ќе се Да, мене се уште еднаш ме интересира колку ќе биде финансиската вредност на проектот? мислите за изградбата, Изградбата, што оди во да. комунално, па спрема предмерот овој што го добив кој ќе израчено, пошто не ми е званично доставен и за партизанска, по некоја груба песметка испаѓа 551 и 200.000 евра. Пола милион евра. Значи 500.000 евра ќе чини ова. Да. Да. Добро, во ред, благодарам и значи уште еднаш сакам да ја поздравам иницијативата на одделението за локален економски развој, бидејќи како што слушнавме тука, до 2014 е основниот сообраќајен проект, меѓутоа никој 9 години не се потрудил да направи градежно-конструктивен проект за изградба на велосипедски патеки, кои што треба да се градат во општина Битола. Тука од дискусијата добро ни кажа вработената дека треба да се отстранат и некои од препреки кои што се на велосипедските патеки и гледам дека се прави некоја атмосфера дека ќе се уништува зеленило и било како. Ќе молам председателката да спречва политички говори на комисија. Значи мислењето, колега, ние дали наведуваме или не, ќе си окажете на седница. Страмота е Значи, на не може да ми комисија да ограничувате кажувате, вие мене да ни зборот. кажувате нас Вие шо- не сте шо председател на одлучуваме. комисијата, има Јас сум председател на советник, комисијата. имам право да влезам во дискусија. Немате право да ме прекинете. Имам се какво Молам да право. се држиме Нема. до Да, точката. до точката дневниот се, ред. се Така е, држиме, ви молам. бидејќи гледаме тука дека сега сака да се префрли успешноста на проектот. Сакаме велосипедски патеки или не сакаме? Значи препреките кои што се на делниците, кај што треба да се градат велосипедски патеки, треба сите јасно да кажеме не сакаме да се отстрануваат препреките и нема да има велосипедски патеки и да му кажеме јасно на граѓаните, а не политички само да поентираме дека нема велосипедски патеки. За да има, треба некои да се донесат храбри одлуки. Ако не сте спремни,
треба да му кажете тука на граѓаните. Благодарам. Повелете. Импресионира храброста на заменик градоначалникот, морам да прашам, пошто рековте 7-8 дрва. Од Филџанот до Веро има преку 40 дрва, нема 7-8. Зборуваме За десната патека, да. Десната од Филџанот, десно, десната рака. на самата патека. Во зелениот појас има преку 40 дрва. Ние зелениот појас не го гибаме, а реконструираме. Па сега кажа заменикот, ќе донесеме храбра одлука и ќе ги сечиме тие зелениот појас. Никој не кажа дека ќе се Ама сечат сега не дрва. влегвај во збор Ама и не човека може. не смеш да влезеш. Ама не може. Сега ако не Никој смеш, не кажа, немој. тука ти си Ама правиш. сега, Молам. што си правам, јас Ама си си правиш правам. сега Ако ќе тука. си го зборам, земи збор сега. Добро, ама не. Никој не рече дека ќе се сечат дрвата. Ти рече храбра одлука, ќе сечиме Храбри дрва. одлуки, да. Сакаме, Ве молам, Како што колеги. носиме цело време. Ма него не го Вие прашам. немавте Не, ве молам, храброст. значи, И затоа сте Немаме, опозиција. немаме. Ти си храброст, ти ги рушеше гаражите, сега ќе рушиш и дрва сега. Чекај, ние немаме толку храброст. Значи јас вака се извинувам, сакам да кажам едно. Према моето искуство во економски развој. Ако сакаме нешто да направиме, значи сепак ќе мора некои интервенции да се направи, некои промисли за да се изведат тие велосипедски, иначе не може да се изведат. Значи не може да се изведат. Значи ти од 2014 не можеле, а не дека не сакале како што велио храбрио. Не, мора да има значи малце и вака по широки видици, некои работи мораме да ги направиме, да отстраниме некои бутки, да се отстрана што се на патот, можеби немало порано желба. Јас не навлегувам политички ова или она власт, ме разбирате. Меѓутоа не бе отстранети. Еве сега се прават некои потези и добар дел од пречките се отстранети. Не велам дека 100% е чисто, меѓутоа правиме големи напори за да се изведат тие фамозни велосипедски со години. Иначе ние никогаш не ќе можеме да изведиме велосипедски. Знаете Битола каква е состојбата, значи нема да можеме. Испаѓа дека ако не пробаме, значи не можеме да изведиме. Чекам малце полека. Задржи се. Значи секој ден и јас таму живеам, ги гледам, значи реално проблем се таму дрвата. Тој едно дрво што е таму, едни корени што се толкави, па страшно е, тој мора да се реконструира тој коловозо, па ќе видиме, ќе побараме дозволи, мора може ќе се отстрани нешто да се сечи, иначе како ќе ги изведиме, не ве И разбирам. тоа ве прашувам. Така. Значи дрвата ќе ги сечите, јас тоа ве прашувам. Ми велите проблем се дрвата, не бутките. Ми велите 7 дрва се. И јас живеам таму, не се 7. Јас пораснав таму. А како мислите да јас извините вака што си земам за право, може тука сум најнеискусна, вие Ако? Ви чисто мислам вака како представник Нема од економски развој и како цело време што сум со проекти со документација, значи мора со секој проект имаме ние проблеми, се мачиме до одобрение. Секогаш имаме некои закачки. Мисламе овај голем успех, верувајте. Нешто да се направи, да се потекни, за да се потргне, значи веќе има светлина за да се изведи ова. Значи немојте така да рачунате, има се дрве и готово, треба да ги сечиме. Значи мора нешто да направиме за да се изведат тие велосипедски. Иначе никогаш нема да имаме ние во Битола велосипедски патеки. И греото е да не имаме. Барем на тие, па ако немаме на Партизанска, на Васко Карангелевски, па кај ќе имаме патеки, па негде, значи да почнеме од негде. Греото е од 2014 стои проектот, значи се заверил некако со тешки маки и сега да немаме ништо. Моето видување тако ти се мачам, верувајте, и јас и во одделението со секој проект, со секоја проектна документација, тешки се процедурите, тешки се законите. Значи мора да направиме обид и ова да го направиме. Мислам сите го сакат, нон-стоп добиваме писма велосипедски. Греото е да се откажиме на одобрен проект од СВР. Нон-стоп се менува законска регулатива, се потешки закони. Мислам дека е добро да го употребиме. Моje видување, може би нешто грешам. Да, ви благодарим. Значи, Значи, нема исцрпно да ги ви- дадовте одговорите. Ке продолжите? Да, чекам ајде. направи. Значи, пошто не се 4 милиони, ќе бидат 34 милиони. Не, се извинувам. Ви рековте 4 милиони, пошто рековте 550.000 евра, се 34 милиони. Така, да се поправиме малце од цифрите. Тие овие ги немат во буџетот тие. Како што кажува, тие 4 милиони се за
да се плати градеж на конструктивниот Чеки да проект. ми одговори, бе, ама, во Колега, развој, локален во економски развој развој. си, советник си, Значи, заменик вака. си. Колеги, 5 минути да дадам пауза малку, ако не. Може, Ај, 5 минути ајде. пауза. Продолжуваме. Продолжуваме, готово сега колегата Методија, Фала, поведете. благодарам. Значи, имаме дискусиите од конструктивни прашања. Мислам дека избегавме малце. Сакам да предложам до представниката на комисијата и до представникот на Одделението за економски развој, тука денес да прекратиме оваа комисија. Мислам дека не е окей да разговараме за нешто кое не го гледаме визуелно пред нас. Доколку ево можност општина Битола, утре Савајле, во 10 нека да продолжиме, да имате било каков графички приказ кој може да ни го представите нас. Од и вака сега, искрено си правиме чаршиски муавет, ќе сечиме 2 дрва, ќе турниме не знам 5 тротоари, така натаму. Друго е ние, кога ќе видиме нешто визуелно тука, па макар и да е на хартија, ако може видео ќе биде уште подобро, да, мислам дека 21 век сме и многу е покултурно, не ве клеветам вас, значи не ве кривам вас, генерално дискутирам зборам, то треба да премени во наша пракса во иднина, значи да добиваме некаков видео приказ како би се движеле тие, реално, свесни сме за состојбите на тротоарите и улиците во нашиот град, што на вистина ќе треба да рушиме, што на вистина ќе треба да додајме. Џабе правиме вака муавет, само пазар си правиме и на кој како ни одговара. Да го видиме утре проектот, да го видиме, ако можеме, да видиме неколку слики и после тоа да разговараме врз база на видливи документи. Вака се е шпекулација. Јас тоа го предлагам. Утре во 10 сатот има време, од денес до 11, 24 сати имате време да се спремите, поставете на парче хартија, испратете на мејл како сакате, да разговараме за нешто. Бидејќи ова се случува за прв пат во нашиот град. Вие кажавте дека ова е некоја идеја која тлеј неколку години, која се работи, сега идеме до финална фаза. Океј, ние треба да ја гласаме, зошто да ја гласаме на невидено. Дајте да ја видиме. Благодарам. Ако може, бидејќи е готов проектот во финална фаза само Васко Карангелевски, ја немаме партизанска спакована колку проект, да не е потребно да се разговари или со јавното предпријатие дали ќе бидат во можност до утре да имате како целосна визија проектот, што Никој нека да не објасни. Значи имаме време до утре од 10 сатот, тоа што имаме. Према тоа што го имате. Васко Карангелевски го имаме. Васко Ќе видиме партизанска, дека дојде некој нека објасни графички. Мапс ќе отвориме партизанска, ќе каже овде вако, овде вако. Да, во моментот сега можеме некој од вработените да вработените се дојде. тука и го изработува Борче Галевски, директор му е Маја, беа тука. Ако Дали сакате, можеме да викнеме Да некој? викнеме некој. Сега и да ја завршиме комисијата со тоа што ќе се Во ред, презентира. ако сакате, Да, може. Директорката и Вака, јас само да кажам дека комисијата морам денес да ја завршам, затоа што сум утре службено отсутна. Така да, може и утре да ви презентира, значи слободно, доколку се спремни вработените да презентираат, но денес да ја завршиме комисијата, ве молам, а за утре, слободно, ако се спремни вработените, нека ја презентираат. Еве, дали можеме да побараме? Ако може кратка пауза да ги Да, побараме. може кратко. Може, нема проблем. Можеме така. Во ред. Во ред. Кога е слободна сега? Како да правиме салата, како е слободна? Да виде. Имаме дискусија на седница на совет, може и тогаш да ги повикаме дел од вработените. Не, да јас закажиме не сум. оти не Јас може да не се сум. разгледува точката Значи, на утре дневен не ред. сум. Ама Нема не да сум биде. и утре. Не сум. Затоа, ако може. Оти и после ме важно и вистина и утре на седница. Извинувам, и јас утре не сум тука. Имам кетка матурантка, ма не е споредно и се, ако треба ќе дојдам, не мора друг од одделението, јас ќе дојдам. Ви стојам на располагање. Дали се доволно информација? Така. Добро. Добро, ќе се пренеси.
Добро. Ке дојдам, нема проблем. Кога? Значи, се извинувам, значи како сега се одлучи? Како се одлучи? За утре да има председница. Председница, презентација да има? За утре презентација или како? Добро. А да Значи, Може уште еден предлог? еве, Павле Ѓорги. Добро, еве уште еден предлог од мене. Сметам дека не треба толкава политичка тензија се крева околу велосипедските патеки. Тие се и повеќе од потребни. 9 години ги чекаме, еве проектот бил 2014. Сите движиме со велосипед низ улиците и знаеме колку е тоа потребно на Битола и на граѓаните. Сега мојот предлог е за утре, кога веќе ќе ги гледаме велосипедските патеки, во Битола има Сдружение Битола на Точак. Сме биле на нивните велодвижења низ градот, организирани за поттикнување на потреба од донесување на велосипедски патеки, изградба на велосипедски патеки, па сметам дека треба официјално како совет или како општина да се прати покана и до нив, и ти утре да бидат со нас на седницата, доколку се во можност нормално, официјално да ги поканиме, не преку политички групи или преку Facebook, официјално како совет на општина Битола или како општина Битола нека испрати покана за седницата и за точката велосипедски патеки. Многу убав предлог. Да, значи ова ќе го пренесеме Значи на преку... Сдруженијето Битола на Точак. Конкретно предлог. Не знам Да. сега кои се представници Да. точно. Некако да ги известим. Да, Да. Да. така. Нека Да. бидат поканети, па нека Значи си сад биде ти се јавно и утре ќе транспарентно кажат се. од... И јас имам еден предлог ако може. Еве, Се повелете. извинувам покрај Сдруженијето, бидејќи ќе вклучиме Сдружение за велосипеди и овие за заштита на животната средина и за воздухот да ги поканите. Молам? Кој конкретно? Сега ќе ви ги набравам. Момент. Одма сега ќе ви ги напишам сите кои се здруженија се има поднесено до Советот на општина Битола, за да кога веќе збораме за здружение за заштита, ќе ми извините. Сите бе, сите. Сите што се за заштита на животна средина. Така. И ќе дебатират и овие за точаците и тие за заштита на животна средина. Добро. Толку е со дискусијата, така? Го оставам, ја ставам точката број 1. Програма за измени и дополнување на програмата за економски развој на општина Битола за 2023 година на гласање. Кој е за? 2 се за. Кој е против? 1. Воздржани? 2. Ви благодарам на присуството.